Почитувани гледачи, добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва во серијата дебати со представници на политичките партии ќе говориме за културата. Може би една од најшироките теми од општественото, па и политичко живење. Мои вечерашни гости се Крсте Јовановски од ВМРО ДПМН. Добро вечер, господин Јовановски, и господинот Андреј Јованчевски од Левица. Добро вечер. Добро вечер. Рековме ќе говориме за културата во вашите програми. Господин Јовановски, во кој правец мислите да се развива понатаму културата и кои приоритети ги имате во вашата програма? Културата останаа многу незавршени проекти, бидејќи веќе неколку пати правиме предвремени избори, па кризи и така натаму. Сето она што е започнато ќе се реализира. Има многу, мислам дека е... Може нешто да споменете од тоа? Не знам колку е добро да читаме тука се. Значи, се она што е запрено до овој период, се ќе се доврши, ќе се реставрира. Има нови проекти околу преведување на книги, околу расчистување на спомениците, околу ископините, околу изградба на нови театри, програмата која си е за оваа година и за следната си тече околу пријавувањето. Значи, се она што културата го бара, од како што и впрочем досега го правеше, во овој изминат период, само ќе продолжиме со исто темпо, дури и повеќе. Имавме замерки дека сме били етноцентрични и така натаму, но тоа јас не се слагам. Кога ќе се погледне материјалот и се она што Министерството за култура го има финансирано, ќе видиме дека тоа е само една флоскула која служи како нешто кое треба да придонесе кај народот во некое криво гледање на нештата. Генерално, ако можам да насочам некако, би подел културата или програмата создавање, колку во создавање нови културни вредности и во кој сегмент заштита на Именно, значи создавање на нови културни вредности, се она што спаѓа под она што се вика уметност, сликарство, реставрирање на фреско сликарството, реставрирање на многу манастири кои ги имаме, како се вика, конзервација на веќе постоечките историски споменици кои ги имаме од времињата. Тука спаѓа и скупи, се разбира, и така натаму, значи сите оние археолошки наоѓалишта кои ги имаме, тука вклучително спаѓаат и филмската дејност, спаѓа тука и преведување на нови дела, бидејќи ние се уште немаме многу литература во правата смисла на зборот која ќе им служи на младите луѓе за да можат да се образуваат, за да ги имаат тие поблиску како книги, не во електронска форма, како што нели сега во помодерно време се прави на интернет. Со еден збор, значи, се она кое се вика заштита и реставрација на културните вредности, тековните работи кои ги опфаќа културата, значи тука претходно ги спаѓале архиви, историски и така натаму, тука спаѓаат музеите, значи таа дејност, потоа се вика филмската уметност, театарската уметност, музичката уметност, тука е нели и филхармонијата која треба да се доправи. Има уште некои работи кои се почнати или не се завршени, и како што кажав, издавањето на библиотечна дејност, односно на книги, печатени и така натаму и така натаму. Тоа е вака во глобала, не знам дали ќе имаме време посебно да ги разглобуваме. Отие тоа обемно е, големо е, така да од прилика тоа е. Господин Јованчевски, имате вие во вашата програма дел што е за културата. Каде вие мислите да се концентрирате претежно во создавањето на новите вредности, заштитата на културното наследство? Еве, наспроти оваа културна мегаломанија која што би ја нарекол во програмата на ДПМН, Левица се залага за тоа, значи сега наместо да апострофирам конкретни проекти кои што наместо да кажеме да створат некоја база врз која што културата ќе расте и ќе се надградува Македонија, тотално ја врамија во една неприфатлива рамка на фолклоризам, некој нов фолклоризам, на историски ревизионизам и така натака. Левица пред се би кажал дека ќе се фокусира на неколку тенденции идејни во културата. А пред се тоа е, значи, запирање на овој, како што веќе спомнав, историски ревизионизам во културата, кој што, да кажеме, селективно и пристапува на историјата на култура на македонската и општо културата на територијата на Македонија. Од друга страна, ќе се залага против сервилноста во она што значи однос, интеракција помеѓу уметникот,
културотворецот во Македонија и власта. Значи, наместо да коленичи, како што досега правеше уметникот во Македонија, ние ќе наоѓаме начини, создавајќи алтернативна, независна културна сцена во севозможни културни изрази, дали е тоа театар, дали е тоа издаваштво, дали е тоа филм или било која друга уметност, да се створи еден контекст во кој што ќе може уметникот слободно да се изразува, а не да се подчинува на власта. Во тој контекст исто ќе се залагаме за департизација на уметноста и децентрализација. Значи, не е само Скопје простор кај што треба да се твори уметност и не е само партијата таа која што крои културна програма. Таа е тука само да ги координира чинителите, фигурите, ролите кои што функционираат се во некаква интеракција во културната сцена, вклучувајќи ги тука и критичарите кои што тотално беа исклучени од секаков политички план изминативе години, и да материјално го подпомогне процесот на културна продукција. Исто така беше спомената и заштитата на она што е културно наследство. Значи, наспроти таа селективност во евалуацијата на она што ни е дадено како наследство, што го примаме како наследство заедничко во Македонија, ќе се фокусираме на заштита на она што беше заборавено. А пред се, значи, тука имаме, значи, може да одиме далеко до некои бисери на македонската култура, кои што наместо да бидат искористени, да и овие мегаломани во културата се дичат на нив, да кажеме, како што се фреските од црквата во Корубиново, на 50 денарката ангелот го имаме, црквата во Ресен се распаѓа. Или, не знам, првите ренесансни икони кои што се во Понтелемон, во Нерези и така натаму, воопшто се заборавени за сметка на истакнувањето на одредени фигури од селективно, не дека се незаслужени исклучиво, ама селективното истакнување на одредени татковски мачо фигури во македонската претежна историја на 20 век. А историјата на 20 век во културна смисла подразбира и нешто во што Македонија има сериозен влог. Тоа е модернистичкото културно наследство општо на регионот. Македонија има и Скопје во таа смисла, има таков еден културен контекст создадено во едно време кој што не е така дамнешно, кој што е влезен во каноните на се што значи културна архива светска. Ево, отворете енциклопедии по бруталистичка архитектура, ќе видите дека таму се застапени со неколку примери постземјотресните градби во Скопје. Тие, например, градби во изминативе 10 години беа не само запоставени, туку беа унаказани, обландирани со стиропор и така натаму, со што јавно се исмеа она што е модернистичко наследство на градот и на државата, наместо да се гордеат со него. Исто така, бидејќи претежно тоа е честа тема и беше изминативе на години тема на дискусија, уметноста во јавниот простор. Ние сакаме не да се вратиме назад, туку кога велам да воспоставиме одново една култура на изразување уметничко во јавниот простор кој што нема да доминира. Сакам да кажам дека сакаме да прекинеме ова неодамна воспоставена нова традиција на доминација на јавниот простор од тоа што е фигура, архитектура и така натаму. Ако некога спомениците, баш се сетив еден пример пред емисијата го спомнав, се вклопуваа во јавниот простор и беа во функција на тоа човекот да се осеќа покомотно во неа, беа во функција на беа хумани и не доминира, беа скромни, а убави. Денес имаме споменици пред се кои што го угнетуваат јавниот простор. Го уништуваат односот со тој јавен простор кој што треба биде на една еднаква основа. Значи, наместо јас да можам и да изберам и да не го приметам тоа што е уметност во јавниот простор, односно да ме испровоцира некако да пристапам кон негова оценка и проценка, мене ми се наметнува, ми влага во видното поле со еден наметлив карактер, со еден мачоизам, како што веќе спомнав, кој што тотално го угнете она што е вкус. Да. Има, веројатно, ќе говориме за други аспекти, но она што досега можам да забележам, имате сосема на некој начин спротивставени визии за тотално спротивставени со сето она што ДПМН го правеше, а ГДОМ го воспеваше. Бидејќи господинот од ГДОМ. Јас од кај сум и што сум, тоа е моја приватна
Не е приватно, кога излегувате да зборувате пред јавност Види, и да браните... добро, Океј, немој, види, продолжи. те слушав добро, не ми влегува во збор, ти изгубиш. Слушаме малку. Кој ќе изгуби тоа друг Слушаме оценка? малку да ти кажам Повелете. нешто. Јас од кај сум, што сум, како сум, тоа е моја приватна работа. Јас си не навлегувам ти од кај си и што си, не ме интересира, тоа е твој проблем, не е мој. Јас и ти сме овде дојдени да разговараме за нешто кое се вика култура. Запази го и така достоинството и културно разговарање. Оти секое некултурно разговарање, само тебе ти штети, мене не ми штети. Значи, размисли, ти си младо момче, размисли како се однесуваш. Инаку што се однесува за неговото излагање, ние сме навикнати во овие изминати периоди, одредени политички партии, групи, кои преминаа во политички партии, невладини организации кои се подплатени, платени за да го зборуваат тој така натаму, да напаѓаат се она што е создадено и направено. Ако него му значита фреската во Корбиново, а ја имаме ние во програмата, имаме и Кокино, имаме се имаме. Простат. Добро, Иванос, повелете. Ајде повелете. Нема да Иванос, повелете. Значи, го имаме и Кокино, имаме се. Пред малку реков, се она што требаше да се направи во изминатиот период со сите 4 години на власт на ВМРО-ДПМН не беше прикинувано со 3 или 4 изборни процеси. И тоа не можеше сето да се заврши, иако голем дел е завршен. Значи, ако него му значи Корбиново, а фрла боја против Александар или некоја друга, значи има проблем во континуитет на историската вредност на македонскиот народ. Каде е што е? Јас не велам дека тој треба се согласи дека Александар е наш предок. Не велам дека тој треба да го почитува Ченто. Не велам дека треба да го почитува Никола Карев. Не велам дека треба да го почитува Филип или не знам таму лавовите кои се направени или барокот за кој тој зборуваше сега пред малку. Но тоа се нивни, нели, права да го изразуваат вака или онака нивното незадоволство против ова што е направено. Но кога ќе се направи еден референдум или едно јавно испитување анкета, ќе видиме дека луѓето кои се овде во нашата држава, граѓани, може би се повеќе за мачуизмот, како што тие имаат, вака да кажува, или пак се повеќе за она кое е вистинско културно наследство или вистинска културна вредност. Ние можеме да спориме тоа дали е добро, дали не е, дали на некого му сметаат тие фигури, споменици повеќе или помалку колку ги има. Но не може да ми смета таму Петре Парличко, Тоше Проевски, Личеновски и така натаму на тој мост што е направен. Тие и тие ги изварваа. Значи види, не можам да разберам за која историја, за која историска вредност зборуваат, а што е тоа според нив. Кое треба да остане, а што е тоа според нив, кое треба да го нема. Односно, не знам, може би треба примери да ми наведете кој е тој уметник што коленичел за нешто. Ако ти набројам од ова колку од вашата, односно, бидејќи сметам дека вие сте само дел од СДСМ, од вашата... Тоа не е точно, ова е инсинуација. Супер, одлично, заедно ти фарбавте. Заедно фарбавте, заедно настапувавте, откако не ве ставија на листата, па кобајаги сте противници, но исти сте. Слушај малку. Добре, јас, види се, не ти влегува во мојаве. Нели не ти влегува во разговор? Нели не ти влегува во разговор? Ако инсинуирате, ќе го коментираш право да после, прекинам. после кој ќе завршам јас. Значи, после јас ќе завршам. Значи, ако сето тоа е така како што они го прават, проблемот е различност во гледање на работите од нивна страна. Значи, ако едното го прифаќам, другото не го прифаќам. Не може, ако имаш ти континуитет од овде, мораш да имаш и од вама. Значи, не почнал светот од пред 20 години или од пред 25 години. Во таа смисла сакам да кажам дека ниеден уметник не коленичел. Ако земам да читам од овде кој се има добиено проекти од Министерството за културата, многу се. Значи, ќе видиме дека никој не коленичил, туку секој рамноправно учествувал во однос на комисиите кои се таму направени и таа комисија има свој критериум на доделување средства, пари за посебен или не знам каков проект. Било да е од уметноста на филмот, било да е уметноста на театарот, било да е од музичка дејност, било да е од писателска дејност и така натаму, која се опаќа Министерството за култура. Така да, зошто се некој одбиен или не се, тоа јас не можам да го тврдам, затоа што има луѓе таму платени комисии, стручњаци во секој поглед во нивната област, за да може тоа да го потврдат како тако. Во однос на она што ми зборува дали имало критична маса или не, самиот си влегува во уста, одма во стартот, ако ти критикуваш едно, а друго не, значи, никој, на кого овде некој во оваа држава му забранил да критикува, на никого. Имате доволно медиумски, печатени медиуми, имате доволно
телевизиски медиуми, имате доволно простор вашата критика во поглед на ова што се создава или што ќе се создава да изразите културно онака како што треба. Значи никој не ви запрел да пишувате во утрински, во вечер, во дневник и така натаму колку медиуми. Или да дојдете овде во емисија кај Љубиша или кај некој друг кој е од овде кој води култура, па сето тоа да го изразите на еден културен начин, нити пак да се претплатите како културна емисија во рамките на некој медиум, па да коментирате со снимки и така натаму и така натаму. Кој овде забранил на некого нешто? На никој ништо не му забраниле. Значи, ако се сметате дека сте доволно умни, културни, вредни, паметни и така натаму, предпоставувам бидејќи сте и млади, имате сила, имате адреналин, нормално, и сакате нешто да смените, но најдете го тоа, кој е тој канал, која е таа патека во која треба да стигнете. Оваа власт има само перцепцијата од ваша страна е дека не дава на никого. Тоа ви е страшна грешка. На секого дава, тука е проблемот. И тука е проблемот, на секого дава. Онолку колку треба. Кога зборуваш за департизација, треба да знаеш дека еден систем, кога ќе победи една политичка партија, овде ли го објаснував, не знам каде, таа политичка партија поставува своји министри заради зачувување на програмската определба која ги добила изборите. Не можам јас сега, ако победам на изборите, да поставам од левица министр. Од многу работи. Значи, истото тоа ќе се случи, не да и после извесен период, ако вие дојдете на власт. Не е тоа прашањето, ако смеам да одговорам. Значи, не е тоа прашањето. Последно ќе се задржам, па после може да реплицирам редом на сите аспекти кои што ги наведовте. Прво и основно, тоа е најголемиот проблем во држава, што вие партијата ја направивте држава последниве 10 години. Значи, не, повлека се, не ви упаѓав така, баравте да не се упаѓаме узбор. Не, значи, вие регрутиравте, не знам, огромни бројки во своите редови као партија. Партиската, создававте таква една партиска администрација. Ова што го зборувате, можете ли со примери да го потврдите? Колку членови има ВМРО? Која партија има членови во Балканот колку што има ВМРО членови? Знаете ли дека има повеќе членови од Сојузот на комунисти? Тоа ли е партија? Партија, ама не смета. Тоа едноставно нема резон. Тоа нема резон. Членовите во партијата имаме толку членови кои што се доволни да ги екзекутираат. Ние со сила не го тераме некој. Се прават клубови. Значи, член на партија треба да има некаква функција да работи. Во римско време се правело преку бањите. И преку многу работи. Значи да главната работа е зборувате дека партијата делегира министри и тие екзекутираат партиска програма. И во ред, меѓутоа, веќе беше спомнато на една од јавните дебати од страна на левица, дека јавните позиции треба да бидат запоседнати од луѓе од партиите кои што се пошироки гради, кои што го гледаат државниот широкиот интерес, заедничкиот, а не партискиот. Во таа смисла, кога прават било какви, во таа смисла и културни интервенции во градот, во земјата, треба да имаат резон, значи да имаат сенс дека тоа можеби некому и не му се допаѓа, дека треба да го исконсултираат и постојат демократски средства да тоа се испита. Например, за самиот проект кој што вие сега го возвеличавте, едноставно тоа е недозволива да помене без градски референдум, бидејќи не може да одлучува некој, од Гевгелија за тоа што ќе се прави во Скопје. Имаше ли градски референдум во Скопје 2014? Немаше градски референдум. Имаше референдум во ВМРО партијата. Имаше референдум за трговски центар и така натаму, нели? Спомнувате не беше позитивен. Културен континуитет. Ја мислам дека културна, значи она што ВМРО го прави, односно ДПМН, ВМРО е едноставно узурпација на еден историски заеднички концепт. Во ред, мислам дека тоа е дел од програмата на левица и не мислам дека треба да го избегне. Добро е, народот го гледа. Народот е мудар и проценува. Апсолутно. Значи, супер, збориме за континуитетот во културната историја. Добро. Не постои континуитет во вашата програма. Постои дисконтинуитет. Ја многу убаво ви кажав дека скокнавте цела една епоха од културата на Македонија 20 век. Добро, ја запостави. Ке се вратиме во отвореното студија на телевизија Нова, но во овие моменти на бината во Крива Паланка говори лидерот на ВМРО ДПМН и носител во изборната единица 4 Никола Груевски. Ке проследиме дел од неговото обраќање, па ке се вратиме на отвореното студија. Пета најдобра бизнис клима во Европа и 10-та најдобра во светот, според Светската банка, со правење на најниски даноци во светот, со правење добри услови за бизнис. Само така
може да се привлечат. И нормално со правење на тим кој ќе ги убедува инвеститорите, ќе работи со нив, ќе им пренесува информации, ќе им помага да дојдат, да инвестираат во Македонија и да отворат нови работни места. Така се решава невработеност и така се влијае на покачувањето на платите на вработените во приватниот сектор. И тој мисли дека народот тоа не го разбира или нема да го разбере. За тоа подценување исто така ќе добие казна на 11 декември. И драги пријатели, за сите оние кои се уште размислуваат да гласаат за Зоран Заев, треба да знаат дека тој, кога е на власт во Струмица или ако го гласаа да биде на власт во Македонија, тој со себе си носи пакет. Значи не оди сам. Во пакетот е и вицето. Во пакетот е и неговиот начин на работа и управување. Како што си работи во Струмица, ќе си работи и на цела Македонија. Како што си ги навикнал сите бизнисмени во Струмица да му даваат мито, тоа е рекет, така планира и пакетот ќе си биде да си ги уче сите во Македонија, ако треба да добијат нешто законски и легално, од типот трансформација на земјоделско во градежно земјиште или нешто друго, ќе си знаат тарифа и ќе си плаќаат 1 евро за државата, 1 евро за вицето, така. Се сеќавам кога го гледавме на она снимка, му вели на човекот, па добро, таков е редот, нели знаеш ти дека таков е редот? И овој го гледа зачудено каков. Па еве, тој бизнисмен, овој, оној ги реди по име, сите, кој по име, кој по надимак, сите така направија. 1 евро во општината, 1 евро кај вицето. Значи, ова ви го кажувам за да знаете, дека кога се бира тој човек, се бира и начинот на неговото работење и разбирање на политиката. И тој, сето тоа ќе си го пренесе од локална на централна власт. Со се вицето, ќе си отвори една штедилница за да таму може да си ги прави работите, и со се носењето, односно не носењето на инвестиции. Ако 11,5 години не донел една инвестиција во Струмица, немојте да мислите дека ќе донесе инвестиција во Македонија. Туку и тие што ги донесовме ќе ги избрака. Кој ќе почне да ги вика и да ги стои да му даваат мито. Затоа, драги пријатели, треба да си го знаеме тоа. Треба да знаеме дека со секое негово прокламирање нагоре, доаѓа и пакетот со него. Но, драги мои, на 11 декември народот ќе му го зададе првиот јак пораз, а потоа ќе си го подбера струмичани во мај на локалните избори на квоци од таму, од градоначалничката функција, бидејќи видоа со каков човек имаат работа. Видоа уште во времето кога беше случајот Глобал, кога направил работа со која што на криминален начин се направил криминал вреден 8 милиони евра, кога почна процедура против него, почна да збори дека тоа е се законски, дека се е по закон, дека тоа политички му се прави, си доби аболиција од Бранко Црвенковски, се спаси и почна да збори потоа дека не сакало на аболиција. Ама еве, Бранко така одлучил и не може да се спротистави на тоа. Ама не знаеше во тоа време дека ќе дојде време да се направи закон со кој што ќе можеш да побараш аболицијата да ти се поништи. Што не побара, сега да му се поништи аболицијата. Знаете зашто не бара? Затоа што тоа што го направи тогаш беше чист криминал. И тоа се виде кога се донесе, малку подоцна се донесе законот за легализација на диви градби. Само што се донесе законот за легализација на диви градби, тој што е формален собственик на Глобал, си поднесе барање за легализација на дивата градба Глобал. А градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, му подпиша легализација на Глобал како дива градба со неплатени комунали и криминал тежок 8 милиони евра. Тој истиот што викаше дека се било по закон,
дека политички сме го гонеле и дека немала никаква законска грешка, истиот човек неполна година потоа потпиша легализација на глобал и нормално не бара да му се поништи аболицијата. Нити на памет му паѓа да бара. Таков ли човек треба да дојде за премиер? Струмичани се спремаа да го тргнат од градоначалник, он сака да ни влезе на мала врата во Македонија и да ни донесе 300 идеи и суводи за кои се договарал со некој од надвор. Драги пријатели, видовме за него и со тендерите што си ги делел на неговите братучеди, на чичко му, на тетка му, на стрина му, на стрикото, на браќата и на сите други во неговиот клан. Видовме како Проследивме дел од обраќањето на Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН, вечерва во овие моменти во живо од митингот во Крива Паланка. Во очекување сме да се вклучиме и од Битола, каде што опозицијата, начело со СДСМ, митингува вечерва, да проследиме дели од обраќањето на лидерот на СДСМ, Зоран Заев, од Бината. Ке се вклучиме веднаш, сега се враќаме на отвореното студио на телевизија Нова. Не постои континуитет во вашата програма. Постои дисконтинуитет. Ја многу убаво ви кажав дека скокнавте цела една епоха од културата на Македонија 20 век. Добро, ја запоставивте. Добро. Например, пак ја спомнам, Дунја во Жена парк стои сардисана од 300 мажи од наоколу. Со која логика тој парк останува се нарекува Жена парк се уште? Што направивте вие со жената борец во Македонија кој што имаше културен споменик во паркот пред собранието? Каква е таа култура? Го спомнавте Филип. Филип II се окренале и се потрошиле заедно со сите други споменици колку за 20 плюс повеќе од 20 клинички центри во Македонија, 630 милиони евра. Незамисливо нешто. У ситуација во која што должиме на сите страни. Бетер сме и од Грција и од сите земји. Значи, Филип II, бидејќи сте демохристијанско движење и партија, го ставивте веднаш до поранешната катедрална црква во Свети Димитрија. Тоа е многу христијански чекор, нели? Во секој случај битно е што направивте со ролјата на жената во целиот тој ансамбл. Значи мажот се знае горе со тупаницата, воинственост, мачоизам, значи една естетика и една етика која што асоцира на нешто што е тотално недемократски, империалистичка естетика една. Наспроти него, во вторите слоеви ќе ги видите жените како стојат со големи стомаци, како доја деца и така натака. Значи тоа е еден естетски диктат, невкус и естетски диктат на една патриархална култура која што во времето што предходеше, кој што јас не сакам да го глорифицирам, меѓутоа беше многу по-прогресивно во морална смисла од ова време. Се извинувам, не можам да ве следам. Кое време? Времето општо пред 25 години да Македонија трпи културно насилство. Меѓутоа последна деценија особено. Значи направивте тотална реевалуација на она што е општа етика и така натаму. Значи воведовте еден концепт, бидејќи ви имам слушнато дека зборувате за светоста на семејството и така натака, во кое што жената, например, во кое што семејството, знаете што е? Семејството е фирма во која што таткото диктира се. Државата исто така, едно големо семејство во кое што еден татко диктира се. Го спомнавте Никола Карев исто така, сте му ставиле споменик. Знаете Никола Карев со кој манифест во рака одеше низ Крушево да мобилизира армија? Со манифест во кој што немаше етноцентризам. Значи тоа беше еден интегративен текст. Етноцентризмот каде е? Па поделено е Скопје. Повелете го културниот мавик. Па како не? Како не? Колку крстови и орли се изградија во последниве? Што направија тие? Може ли да ти одговорам за некое време? Кои што може да спасат животи на деца и албанци и македонци. Добро ли е ова камерата да не звеш? Наместо да ги инвестирате во такви нешта, вие ги инвестирате во културен инженеринг кој што имаше за цел политички да го реосмисли светогледот на граѓаните. Неуспешно. Од само тој револт. Па неуспешно. Не за мене. Па што се буните тоаш на тоа како реагира народот на тие торти што ги спомнавте? Сега еден ли сме сега? Ако излеземе надвор, многу повеќе ќе бидат за мене. Погледнеме колку е успешно. Веќе видиш, сега да ти кажам нешто. Зборуваш за време. Колку години имаш, се извинувам ако не е тајна? 26. Супер. Да ти кажам нешто. Имаше период кој ти не го знаеш, предпоставувам, а и не сакаш да го знаеш, а и тоа што ти е кажано си го заборавил или не сакаш да го имаш тоа како матрица во твоето културно однесување или во твојот светоглед на македонскиот народ и на македонската држава.
Љубише е постар, па ќе ти каже дека е така. Од 45-та година наваму, откако Македонија стана као слободна држава и така натаму. Во почетокот, момче, да ти кажам јас тебе нешто, ние не знаевме ништо за Македонија. Ние, да речеме вака, прилика ќе ти кажам, за Ченто дознавме во 90-та година. Од 45-та година нааму, некои македонски дејци кои беа вистински патриоти за нашата татковина, беа дел утепани пред тоа да се конституират, дел беа убиени полека суксесивно после од слични вакви кои сега вака како вие што размислуваат. Те слушав да ти одговорам за времето. Да ти одговорам за времето, слушај, ќе научиш нешто. Значи, од слични вакви... Ова е тој тактик. Да Не, ти кажам, авторитарен, авторитативен. Епа, доставеше од тој тактик. Супер, не мораш да почитуваш. Не почитуваш. Слушај малку. Значи, во тоа време, тие луѓе што останаа патриоти беа утепани или однесени по затвор. Историјата ни беше украдена, момче. Ние учевме за Ѓуро Ѓаковиќ, а не учевме за Методија Шаторов Шарло. Ние учевме за Десанка Максимовиќ, не учевме за Кочо Рацин. Ние учевме, момче, слушај малку само. Ние учевме за Едвард Карделј, не учевме за Методија Андонов Ченто. Ние учевме за Вук Караджиќ, не учевме за Крсте Петков Бисирков. Овие работи тебе не ти се јасни очигледно. Апсолутно ми се јасни. Што направите вие за нив? Изградивте споменик и се искупивте. Дали се искупивте со тоа? Можеш да запреш. Ама вие доминирате разговор. Ама можеш да запреш, да ти кажам поента. Сакаш посилно да викам? Без издерување. Запри. Значи, заради украдената историја се прави ова. А дали ти ја прифаќаш или не во твоите флоскули и во твоите НВО или како се викаат организации таму, тоа Абе ти од утре можеш да ми збориш дали си член. Види, за жал од тебе, јас сум овој кој сум и кажувам што сум. Вие не кажувате. Скриени сте цело време. Фрлаш во сето оваа историја која мене многу ми значи, а и на големиот македонски народ. Вас не ви значи затоа што се вие некои нови момци кои сакате да почне од вас. Така да, види, не е тоа е. А што се однесува за семејството? Ти имаш ли семејство? Имам семејство. Твое семејство дали имаш? Твое заснимано? За кај татко и мајка знам дека имаш. Ти не знам дали знаеш што значи семејство. 7 години имам возено такси. Имам монтирано регали по куќи. Имам шеврецурано кашкавал и се друго, што ли не сум правил, за да го зачувам семејството. Затоа што јас сум бил задолжен, сум морал пари да вратам. Сум почитувал институции, момче младо. Некој од вас и од таквите како вас, кои не почитуваат институции и ги фарбаат, тие се изроди за мене. Не фарбаат институции. Фарбаат, уништуваат и споменици институции. Па Здравко Савевски, кај фарбаше? Што скрши? Председателот биваш. Значи невкусот реагираше не канцеларијата на председателот. Кој невкус? За кој председателот кој што аболицираше криминалци и од двете страни на политичкиот спектрум? Обединетите нации рече јас сум македонец, зборувам македонски, доаѓам од Македонија. Кој вас не ви одговара. Тој председател. Тој кој имаше 600.000 гласови без малку. Може да каже може да застане на митинг, може да застане. И ти не можеш да ми кажуваш мене на 550.000 гласови за председател да го навредуваш. И ти сакаш во оваа држава да напредуваш. Никогаш. Мораш да почитуваш вредности, момче. Јас и ти седим овде, јас имам 2 пати повеќе години од тебе. Прво не почитуваш. Не почитуваш дека имам една кошула повеќе скината од тебе. Таа кошула многу значи. Младиот човек во Македонија има зетено времето. Имам и јас. Проблемот е ти треба да се реализираш, не јас. Јас ќе ве прашам, бидејќи збориме за реевалуација на културата у Македонија. Што мислите дека вие со градењето стотици споменици кои што коштаат многу повеќе од болници кои што може да се изградат се спасат деца како вашите и така натака. Не, полека. Дозволете сега малку. Мислите дека со тоа се искупивте, дека едноставно го одолживте она што им беше, со што беа задолжени, што беше задолжен народот изминативе, не знам, во времето кое што претходеше на ВМРО. Која му откривте историјата на Македонија? Да кажам што направи. Големиот број народ на тоа изборите го покажува. Фактите, бидејќи сакате да зборувате со факти, пред фактите нели боговите молчат, да ви дам неколку факти. На човекот кој што ја создаде, кој што го кодифицираше македонскиот јазик, еве ја носам тука неговата граматика, од кој што јазикот на кој што јас и вие сега водиме интеракција, го нарековте џуџето од Небрегово, Блаже Коневски. Творецот на првиот македонски роман Славко Јаневски. Го лустриравте. Првиот македонски роман. Го направивте кодош по смртта, му ги чачнавте хоцките. Оние кои што можеби претрпеа неправда во минатиот систем, ги искористивте како Ристо Шишков, ги искористивте за да создадете еден мит национален. Значи паразитирате на она што
паразитирате селективно на одредени примери на културна репресија. Не сум тука не сум тука. Да, ова е Блаже Коневски. Чичко му се презиваше Коневич на Блаже Коневски. Не ја знаеш ти таа историја, момче, не зборуј. Срамота. Не зборуј, не. Па кој јазик го зборувате? Вие на Блаже Коневски јазикот го зборувате. Блаже зборувате. Коневски да ми кажуваш на митинзите, кажувам песни од него. Момче, ти не го знаеш. Па вашите колеги го нарекуваат джуџе. Само за вашите флоскули. Не, јас го користам за да преведам. А јас јавно го рецитирам него. Има една песна, има и клетва внатре песни, многу. Прочитај ги. Остај го ти македонскиот јазик, формирање. Имаше и еден човек кој сакаше македонскиот јазик да се формира. Се викаше Кочо Рацин, ама беше убиен на лопушник затоа што бил глув. Ти ова не го знаеш, момче. Јас знам дека не го знаеш. Јас знам дека мојата... Вие знаете само некакви нешта и ги користите во поглед да се себе реализирате. Кочо Рацин, да ви кажам нешто, се многу подлабоки. Или ги разбираш работите комплетно или не. Значи, кога зборуваш за граматика, треба да знаеш дека и Кочо Рацин сакаше сите диалекти. Кочо Рацин ги бранеше работниците во државата. Вашата партија ги брани богатите и олигарсите. Тој сакаше сите диалекти да влезат во македонскиот литературен јазик. И ти тоа не го знаеш. Од англискиот јазик почива исто така на диалекти. Богатството на јазикот е во диалектите. Што направите вие за Кочо Рацин? Што направив? Што направите за Кочо Рацин? Се сум направил. Ти што си направил? Што си направил ти за Кочо Рацин? Вие направивте. Ајде кажи ми една песна од Кочо Рацин. Што ти си направил? Моето движењето од кој што ја произлегува. Па го користите името на Кочо Рацин да го валкате. Не го валкате. Го зборува во една емисија. И Ленка и Кочо Рацин. Го валкате со парите од Сорос. Го валкаш со парите од Сорос, бе момче. Аман со тие. Го валкаш со парите од Сорос. 100 пати ќе ти повторам. Јас сум антиимпериалист, не е точно. Ич не ме интересира. Вие имате кампањата на партијата од која што ја произлегува на буџет од 1,5 евра. Сорос е спонзор. Еве Сорос е спонзор. Имаш ли нешто против? Спонзор. Ја работам 2 работи за 16.000 денари. Колку пари взимаш ти? Колку пари взимаш ти? Ве молам, господа. Толку колку ми дава државата. Кои се овие инсинуации? Кои се инсинуации? Вие Колку ти дава државата, кажи ми. Ти интересира? Да, ме интересира. Јас имам 16.000 со 2 факултета за 2 работи. Ама Колку имаш, взимаш абе ти? ти 2 факултета, што значи тоа 2? 2 работи работам. Јас сум работник, што си ти? Јас сум глумец со 31 година стаж. И? Во тој имам 15 на 100 на... Каде е борбата твоја за оние за кои што Кочо Рацин се застапуваш? За кои? Каде? Кочо Рацин за кого се застапуваш? Мојата борба за тие луѓе, за работниците. Мојата борба за тие луѓе е олицетворена во 500.000 гласови. Јованчевски, стоп. Ете таму е. Ве молам, што ќе имате вие, а што ќе има овој народ? Се надевам дека после ќе се сретнеме, извини, знаете ли што е култура? се надевам дека ќе се сретнеме после и ќе признаеш дека вака не се не се сака државата. Вака не се сака се сака со срце, со одбрана, па јас ја сакам другиот, а не со доминација. Сорос не ме плаќа мене. Мене не ме платил. Тебе. Погледнете мојата теговна сметка па ќе видите. Јованчевски, ве молам. Има разно. Еве во вториот бурен дел од оваа дебата, јас намерно ги оставам гостите да полемизираат меѓу себе, но ве молам, во иднина, кој ќе ве замолам да прекинете, да се обратите кон мене да го почитувате тоа, бидејќи барем за сега, јас ја водам оваа емисија и ви дозволувам да полемизирате на начин на кој што го правите тоа, не сакајќи да ви одземам дел од она што го сметате за важно и приоритетно и да го представите како ваша политичка платформа, но и да се соочите во генерално некои сваќања кои што ви се различни. Значи, можете да продолжите таму кај што да станете. Јас само ќе ви дам пас, бидејќи говоревте за многу работи од доменот на културата, и тоа е добро, отворивте многу важни прашања. Мислам дека гледачите ќе го почитуваат тоа. Дали во иднина преферирате повеќе инвестиции во објекти или во проекти? Значи, што и да тоа значи? Инвестиција во независна култура, во значи вадење оценката на сето она што е квалитет во културното наследство на Македонија и сето она што значи развивање на независна култура која што не е под диктат на никој бизнес или партиски интерес, дали тоа ќе се материализира во објект или во некаков проект, ќе го поддржиме и го развиваме како план. Битно е значи да се еманципира културата од Македонија од некадарност. Значи од сето она што беше инвестирано последни особено 10 години, ама и општо, како кич, како некој шунт, како некадарност. Во таа смисла, значи ќе се залагаме за некадарност. Значи збориме за плоштад на кој што има
повеќе споменици од колку што има вкупно, се вкупно во Македонија, односно во Скопје, театри, кина, музеи и така натаму, во кој што има анатомски грешки. Сам тоа го проценија. Збориме за проект кој што, еве, бидејќи факти сакат господата и бидејќи единствен релевантен оценител на уметноста и критиката уметничка, а не тоа што партијата ќе го каже или партиската врхушка, еве што вика светската критика за Скопје. Поверете. Guardian, New York Times, светски журнали по архитектура. Што викаат? Дека е ова знам и ви ги даде пред известен период. Сорос ли го држи Guardian? Ги гледам на телевизија. Значи викаат дека е шунт и кич, дека е срам за времето. Продолжи. Те слушам. Додека тоа е така, имаме градбени Скопје, кои што во јапонските енциклопедии по модерна уметност се печатат. Значи имаме музеот на современа уметност во чие што депо пред неколку месеци полската амбасада спаси од распаѓање 200 дела на современа уметност донирани по земјотресот. Ги заборавија тотално. А во делот на филмот, на театарот, на други делови... Таму пак ќе се позанимаваме со... Може би треба и регионално да се мериме. Апсолутно. Веројатно со децении сме покажувале успехи и соработка со останатите театри. Ќе се вратиме, например, конкретно филмот. Кон поддршка на една филмска уметност која што ќе се занимава со современи теми, а која што филмска уметност изминативе 10 години ги изгуби современите теми. Значи збориме за поддршка на филмска уметност главно, колку и да е нели занаетски добро сработена, можеби во одредени случаи, неретко и не е така, која што фаворизира исклучиво историски теми. Значи цело време политиката е онаа која што влијае врз тоа што ќе се разработува како тема во уметноста, а не уметноста да биде некој стилски, да кажеме, културен коректив на она што е политички дискурс. На тоа личи, значи, општо, и вклучително и филмската уметност во Македонија. Мислам, што да ви кажам повеќе од тоа, дека постои државно субвенционирана сатира, која што намесно да се исмева со моќта, ја брани моќта, а се исмева со оние кои што се подчинете, осиромашени, угнетени од моќта. И тоа државата го субвенционира. Значи, ние ќе фатиме еден политички курс кој што ќе биде спротивен на тоа, кој што ќе поддржува и култура, кој што ќе биде критички, несогласливо настроена кон власт. Само едно потпрашање по Ивановски да го дам збор. Во делот на театарот, да речеме, најмногу сме слушале дали планирате да ги слушнете самите уметници, театарски работници, на кои што, да речеме, ми се допаѓа тоа што се градат нови објекти, за кои што долго години мислеа дека треба да се стори тоа. Значи, освен партиската програма, дали таа треба да кореспондира со тие што се творци, што се автори, дали се филмски, театарски или... Не само што треба да кореспондира, треба тие да се кроители на таа програма. Треба ним да им се предаде улогата на устројство на тоа што е театарска уметност. Тие да одлучуваат во значи нивниот глас да е заклучен и пресуден. Дека доаѓа од озгора, дали вие приоѓате исто така од озгора или апсолутно спротивно од тоа, оддолу нагоре. Ние сме и таква партија наспроти инсинуацијата дека ние го злоупотребуваме нели наследството кој што ни го остави еден Кочо Рацин. Ние сме партија која што произлегува од угнетените и во таа смисла и културно угнетените и се бори против естетиката, мачо естетиката која што господинот гордо ја декларира како своја. Ќе ви дам од друга страна, од друга страна, значи ние сме под 10 годишен пред се притисок културен кој што промовира една друга културна политика во која што решенијата се носат од еден центар. И тој најчесто е партискиот центар, иако има други механизми за негова распреда. Бидејќи го прозвате, Ивановски? Прво би сакал на овој првиот дел да ви одговорам. Значи, објекти или проекти, така? Значи, во наредниот период, Министерството за култура, кое јас сум сигурен дека ќе го има ВМРО ДПМН, и во наредните 4 години, со Бог, ако даде Бог, ако немаме некој пак фарбање или не знам што, приоритети се и објекти и проекти. Значи, покрај објектите кои се, како што спомнав, недовршени, треба нови да се почнат и така натаму, дека ќе се гради нов театар во театар комедија, дека ќе се гради нов театар во драмски, дека во Струмица привршува театарот и така натаму, во Прилеп има во најава нов театар да се прави, бидејќи тој стариот театар е катастрофа. И така натаму, дека ќе се поддржува театарската уметност и тоа е така, дека ќе се поддржува филмската уметност и така, еве веќе има за оваа година наредната колку проекти, да не читам, многу има,
Минатата година иначе се дадени пари за 91 филм, што краткометражни, што долгометражни, што анимирани и така натаму, или документарни. Значи 91 филм ја направен минатата година. Ама не е важно. Наспроти епитетите кои момчето ги употребува во поглед на она што се вика партиска директива кој што да работи, јас му реков, ако сака, јас ќе му го оставам овој материјал, нека си го препрочита и нека види дали овдека најмалку, реков јас, 50 до 70% нема партиска директива од и луѓето кои добиле пари во овој период, минатојов зборувам, за кои они тврдат дека е обратно, се од друга партиска идеолошка провиниенција во нашата татковина. Значи, секој има право да конкурира за одреден проект. Секој има право со срочен добар текст во за да конкурира, да добие средства онолку колку што треба да добие. Ова што зборува за субвенционирање, никој на никого не му забранил да ги добие тие субвенции. Ако фати место проектот или програмата која тој ја нуди за субвенција. Тоа е правило секаде во светот. Во Министерството за култура ни пред, ни после 11 декември нема да има партизација во поглед на доделување на средства на овој, оној или не знам кој. Се е тоа, пазете сега, мене што ми смета многу? Дали сум јас мачо или не сум мачо? Јас сум само патриот, јас ја сакам својата татковина. Кога некој по вертикала и по хоризонтала ми ја напаѓа, при тоа нема аргументи, тогаш сум уште поголем мачо. Значи, едно е ти да напаѓаш и да критикуваш и да обвинуваш нешто без докази. Значи, кажувате дека крадеме, кажувате дека партиски ги правиме, кажувате дека ова, врз основа на што? Нигде нема. Значи, само голи флоскули и голи фрази. Значи, има ли овде чаша со вода која е до пола испиена или нема? Ние можеме да кажуваме дека била цела, ама не е. До пола е. Зборувам за такви факти. Се додека не се научите да ги почитувате туѓите вредности кои ги направиле, се додека не се научите да почитувате се она што е направено, дали е подобро или полошо, за тоа сигурно постои простор за дискусија. Но се додека тоа не го научите, ништо не може повеќе од ова да направите. Нити некој бил повластен, некој бил како се вика чедо, а некој бил државата, односно министерството се однесувало како маќа. Секој оној што поднел документи, секој има добиено средства и пари. Јас не сакам да ви зборувам колку пари има во овие изминати 10 години, глупо е да ти кажам право, не сум така воспитан, колку пари има на име филмска дејност, добиено луѓе, продуценти, кои се СДСМ, левица, десница, не знам таму што се, само малку слушаме, во овие изминати 10 години, значи продуценти кои продуцирале филмови во Република Македонија, на кои им се доделени пари, ако ти кажам која е цифрата, ќе ти се сврти свеста. Ама чего само малку, значи тој податок не сакам да го изложувам, не сакам бидејќи со тие луѓе сме и колеги. Но ако сакаш да дознаеш, има Министерство за култура, ќе отидеш ќе ти кажат. Ако ти ја кажам цифрата која ќе ти се сврти свеста. Вие за тоа не зборувате, затоа што не ги подигна. Вие ги гледате спомениците и кажувате колку пари се дале за тие споменици. Дали се само спомениците оние кои вас ви сметаат или тоа што спомениците кажуваат, тоа е веќе друга работа. Дали се спомениците многу или малку на едно место, дали се мачо или не, дали се жените заборавени или не, тоа е сосема друга работа врз основа на која можеме да дискутираме. Ама да се негира се што е направено, и при тоа да се вика дека некој крадал за тоа, тогаш тоа нема култура, нема однесување, нема карактер, како да ти кажам. Не се негира, тоа е факт дека е направено. Тоа е факт, но покажи ми доказ да видам, па ќе ти кажам, ВМРО ДПМН победува на последниве 10 избори 9 пати, ова ќе биде 10. А ако 10 пати поред добива на избори 59, 63, 61 пратеник и така натаму, мнозинство во парламентот, значи народот го сака тоа. Граѓаните на Република Македонија го сака. Ти можеш да утре сабрајле да ми викаш дека не е точно. За одредени работи потребен е консензус, потребна е консултација со оние кои што не гласат, да се многу повеќе од гласачкото тело што го има ВМРО. Тоа што вие викате дека имало фантоми и дека биле украдени изборите и дека нешто што било, па уште еднаш ќе ти кажам, треба да се потпре со документ и со аргумент. Штом немаш, јас за тебе можам да кажам се, но никогаш тоа нема да го направам доколку не го знам. Меѓу другото, уште од вчера кој ми каже дека со кого ќе бидам во емисија, пробав да дознам кој е Андреј Јованчевски.
Верувајте ми, најсериозно, знаеш дека сум искрен, ти љубиш ако не знае момчето. Пробав да дознам кој е Андреј Јованчевски, кој вака овдека спроти мене седи и збору, сакав да дознам, оти почитувам вредности човечки, Андреј. Ти не мораш да ми веруваш, но јас сакам да ти кажам. Пробав да дознам, по луѓе се јавив, компетентни, кои се занимаваат со книжевност. Никој не знае кои се. Па сте се јавиле ли вие во една издавачка куќа? Андреј, Сте се јавиле ли да завршам. Искача кадар кој што е книжевна критика и теорија во Македонија? Чекај да завршам. Јавете се на видиш ова што си. Само малку, за да бидеш ова што си. Тој е млад човек. Знам дека е млад човек. За да бидеш ова што си и да бидеш уште поуспешен, треба да седнеш и да направиш нешто кое е многу важно. Не можеш да правиш нешто кое нема почит од другата страна. Не можеш да правиш нешто ако ти не почитуваш други вредности. Не можеш нигде повеќе да отидеш. Затоа после 2 години, 3, ќе се преиспиташ и ќе ти текне. Прво треба да се извиниш пред самиот себе си и пред народот. Не можеш ти, само ќе се вртиш во круг. Никогаш, ти само ќе бидеш бунтовник и толку. Има еден филм, нели, порано го гледавме, Бунтовник без причина, многу одамна, на Елија Казан со Джеймс Дин. Сакам да ти кажам, бунтовноста е добра работа, но кога ја канализираш или кога ја контролираш и кога таа бунтовност има своја приказна зошто. Вашата приказна на бунтовност нема зошто. Само голи фрази. Кога таа ќе се канализира и ќе се дојде до едно вистинско решение, јас сум првиот што ќе ти пружам рака, јавно кажувам, и што ќе ти кажам дојди седни на моето пратеничко место. И да го направиш ова што сега го зборуваш. Но се додека вака зборувате на ветар, на магла, ништо не може да направите. До тогаш македонскиот народ ќе ве гледа поинаку отколку што треба. Јас не мислам, слушаме, јас не верувам дека ти немаш вредност. Но, и бидејќи верувам дека имаш вредност, седам со тебе и разговарам. Не заради тоа со љубише ме го. Не затоа што јас сум представник на културата во ВМРО ДПМН во овој момент. Отимаме ние уште други на пратенички листи што се од ВМРО ДПМН. Но прво почитувам вредност на човек. Ако вредноста на човекот за мене е таа најважна. И ако вредноста на човекот се почитува, ќе дојдеме до вистински решенија, ама не само за Андреј, не само за Здравко, не само за Кочо Рацин, за цела Македонија. Само така можеме да Културата што вие ја промовирате, ова е културата што јас ја промовирам. Културата што вие ја промовирате е култура која што го глорифицира бакарот, а не човекот. Човекот е згазен од бакарот што не можам да на кој што вие фрливте милиарди евра во Македонија. Само малку, Бъди јала збору. Да видиме дали и ова е култура, ама хартија. Јовановски. И ова е култура, да ама видиме хартија. само дали имаме јавување од терено некое може од митинзите да на видиме политичките партии или одиме со уште еден блок реклами, а потоа завршуваме со оваа дебата за Еве во последниот дел од дебатата за културата, културните вредности, за создавање нови културни вредности или заштита на културното наследство. Околу тоа се полемизира со Андреј Јованчевски од Левица и Крсто Јовановски од ВМРО ДПМН. Добро, може да продолжите на темата која почнавте, јас само ќе прашам уште еднаш генерално, бидејќи ми се чини дека има една мала разлика како во спортот, така и во културата. Како поголема внимание да предизвикуваат колективните уметнички институции, театарот, филмот, за разлика од книжевноста, поезијата или сликарството. Дали им треба повеќе поттик, дали им треба поголема меѓународна афирмација, не знам како мислите тоа да го избалансирате, бидејќи е важно индивидуалците се почувствуваат дека се дел од големите објекти, од големите проекти, Јовановски како театарот, како филмската, кај што има колективен еден дух, кај што има поголема афирмација, поголема соработка со земјите од регионот и колегите. Ова се индивидуални, таа уметност, значи сликарството е нешто индивидуална импресија, експресија на светот во кој живееме и треба еден баланс и за нив да се најде. Значи, апсолутно е важно и едните и другите да добијат поддршка, бидејќи културата во идеална смисла не треба и да е нели базично профитно ориентирана. Меѓутоа, проблемот е тоа што не само што има диспропорција помеѓу одредени културни изрази, да кажем, уметнички изрази, туку постои огромна селективност во пристапот. Се обиде Крсте од дом да го изигнорира претходно тоа. Извини што така се рекам, меѓутоа тоа е матичното движење ваше. Значи, инсистирајќи на тоа дека се прават еден куп проекти. Да, меѓутоа од тие проекти се исклучени повеќе од половина, повеќе од 70% од учесниците во таа културна област.
Значи не се ни исконсултирани. Вели им се им е дадена шанса. Погледнете ги критериумите како се на распределба на културни проекти, како се издизајнирани. Како е тоа можно да кажеме да презема власта еден таков мегаломански проект како издавање еден куп книги под притисок на време кој што сака да ги сработи за да има за следната кампања да испромовира нешто и ги сработува некадарно, тука барем можам да коментирам бидејќи преведувам Нобеловци на македонски јазик од руски. И наспроти тоа прогресивно издаваштво, а има неколку такви кои што го одржуваат, кои што ја одржуваат книжевната култура во Македонија да добива мизерни проекти кои што се бројат на неколку прста со мизерни финанси. Значи таа селективност е голем проблем, меѓутоа не само тоа, проблем е и тоа што наместо овие прогресивни нови форми на израз уметнички да се стимулираат и поддржуваат, се поддржуваат проекти кои што имаат за цел воспоставување еден нов фолклор во Македонија. Значи се фолклоризираше македонската култура со организација на такви карневалски настани како да кажеме пифтијади, компиријади, тортијади и така натаму, во кои што го нема она што е есенција за карневалот, значи исмевање со позицијата на моќ. Тие легитимираат, тие се продолжена рака на моќта. Тие се, да кажеме, диазапам, а овој народ е навлечен на диазапами, на она што на граѓанинот, на човекот во Македонија, кој што воопшто не е во централна позиција. Културата во Македонија не е антропоцентрична, најмалку од тоа, е бакароцентрична. Кој што го анестетизира она што може да биде критички однос негов кон било каква културна или политичка програма. Наспроти тоа, значи контекстите кои што ја инкубираат таа нова култура во Македонија се независни културни центри кои што во најголема мера не примаат никакво финансирање од никаде. Јас учествувам во еден таков потфат, кои што се обидуваат да тука да ја обезбедат таа транзиција од она што е ново кон светот во Македонија. Значи, перформативна уметност која што има нови пројави своји, например перформанс. Изложби да кажеме на нестандардна уметност, на нова експериментална уметност. Не, тоа го нема на листата на проекти на владеачката партија. Таму има проекти кои што финансираат огромни пари даваат, неретко инострански уметници, кои што сум ја раздал многу пати, да, и старата и по новата. И тоа е, кога сме веќе кај читањето на програмата, тоа е еден тирански однос кон граѓанинот. Например, ќе му одзема цело време, заробувајќи го на работната. Повелете, може да ја прочитате. Значи, заробувајќи го, ова е скратена верзија, немаме толку пари да печатиме кјутуци. Значи, заробувајќи го на работното место. Дали е тоа преку продажба на работни места, на партиски начин, или пак преку фамозните странски инвестиции, човекот останува без време за култура. А камоли да чита стотици програми, стотици страници програма во која што се налистани с најразлични културни проекти. Каде е времето за култура на човекот во Македонија? Каде е тој човек во центарот на македонската култура? Јас одговорно ви тврдам дека бакарот, дека парите, дека се она што има, дека се она што може да се стави на нечие конто е центар на македонската култура, односно не на македонската култура, туку на програмата за култура на ВМРО ДПМН. Ова ли е вас програма? Тоа е скратена верзија, може проширената да ја прочитате. Еве сега ќе ти кажа. Разликата помеѓу вас и ВМРО ДПМН е во одма. ВМРО ДПМН е само ти можеш да го крстиш како сакаш, те изслушав еден збор не ти кажав. Слушај малку. Има една поговорка на човек, вели, можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Проба во претходниот дел да му кажам нешто на момчето, но не бива. Тоа е негова работа си. Разликата е ова. Ова е програма за друштво кое се вика Левица, а тоа за кое ти викаш дека е ќутук е епопеја за еден македонски народ. Ова е за друштво кое е собрано вака и критикува и кажува, како што пред малку ти реков, а тој нашиот ќутук е роман од 500 страници кој се спрема. Уште еднаш ако ме прекинеш, ќе ја напуштам емисијата. Добро, веќе Значи, тоа е програма која води држава. Има разлика помеѓу тоа што се вика водење држава и помеѓу друштво кое се вика Левица. Тоа е што се однесува за ова. Што се однесува за ова другото, за книжевност и за сликарство. Значи, во програмата има се опфатено. Ако сакаш, ќе ти кажам една работа, дали јас го сакам тој или не. Многу одамна бев директор на Струмички театар. Прво што направив, Луиша, не му се обраќам него, бидејќи
Не можам. Добро, Прво што направив како директор, направив конкурс за современ драмски текст. Наградата ја спонзорираше еден добар, богат бизнисмен од Струмица. Наградата во тоа време беше 5000 марки. Или, ако одиме по таа вредност на парите тогаш и сега, тоа е негде околу 7 до 8000 евра за најдобар текст. И после второ и трето место. Со тоа што театарот во Струмица го задржуваше правото на тие текстови, секој театар кој ќе земеше да ги игра, плаќаше, оти беа откупени условно, на театарот во Струмица. Значи дупли профит, да не речем. Но, сето тоа се заврши, знаете како, кога чуе кој е бизнисменот, почнаа повестници и така натаму, еве. И човекот се посрамоти, бизнисменот, не сакам, вели, јас да имам новинари овде, во тој поглед, и едноставно прекина да го прави тоа. Сега го правиме тоа на голема врата во театар комедија, јас кај што работам. Да ги стимулираме младите автори и секој оној кој мисли дека може да напише добар текст, може да конкурира и да добие награда. И тоа голема награда. Тоа го прави и МНТ, го прават многу театри. Значи, тоа е едната работа. Втората работа, околу сликарството, секој си има пак посебна ставка и за сликарството, и за пеењето, и за песните. Знаете дека и песните се стимулираат со субвенции. Но сакам да му кажем на момчето, бидејќи е книжевник. Имаме ни еден книжевник кој случајно, не е случајно, нели се е договорено, рекол Достоевски, јас многу добро го познавам. Кога вела многу добро, стварно многу добро. Се вика Никола Маџиров. Сигурно сте чуле. Не преведено. Слушај малку, Андреј, сега да ти кажам. Никола Маџиров е едно сиромашно момче од Струмица, кој една банка не побара од државата за да покаже колку е умен, паметен или вреден. Одеше по светот како бос по трње сам, додека не се потврди себе си како таков. Во истиот момент, кога се потврди себе си како татов, државата му даде државна пензија, односно 60.000 денари, она што го зима на национален заслужен уметник, што го зима Милчо Манчевски и така натаму. Вашите главни спонзори од СДСМ велеа јавно на телевизија да ја откажал Никола Маџиров наградата. Значи, патот до успехот, момче, е многу трнлив. За да успееш, не можеш да негираш, уште еднаш ќе ти повторам. За да успееш, мораш да имаш љубов и позитивна енергија. Па уште еднаш ќе ти кажам, дали е нештото добро или лошо, можеме да полемизираме. Но, ако ти мене не ме почитуваш, јас и ти не можеме да разговараме. Јас, ако бидам утре министер за култура, во секое време ќе те примам, во секое време ќе ти кажам кај да го поднесеш твојот труд за да добиеш одредени средства. Но ако тој труд фати место, комисијата одлучува, не јас. Значи, јас сум таков човек. А ако ти ги гледаш работите преку некакви други луѓе и доаѓаш до некакво размислување и јавно кажувате како левица она што вам само не ви се допаѓа, тоа е грешката. На цел народ треба да не му се допаѓа. А целиот народ под предпоставка има колку гласачи, рековме, 1.700.000 и колку. Волјата на народот. Види се, не ми влегува уште еднаш во реченица, слушајме меѓу редови што ти зборувам. Има некои нешта, кога човек разговара со друг, по меѓу редови некои нешта недокажани. Ако си книжевник, ќе знаеш кој ми е подтекстот. Изгледа, стварно не си книжевник, прости ми. Но јас сум актер и знам кога партнерот од друга страна подтекст ми пушта. Слушај малку. Значи. На мизерно ниво дискусија, јас мислам, или ќе му паднам во збор или прекинете го вие, бидејќи стварно е мизерно да зборувате вие. Зашто да зборувате? За тоа кој е мојот книжевен, да кажеме, ракурс. Слушајме малку што зборувам. Ме прашуваш нешто кое 10 пати ти го повторувам. Ме прашуваш нешто кое 10 пати со најнародски зборови. За крај, бидејќи се ближи, ако добро се ближи емисијата, јас ќе ви кажам следно. На Македонија во културата е доста од овој Од кој? Од овој глас волуменозен, не на Македонија е доста. Немаш право да наречеш Македонија. Ти не си Македонија. Ти си од Сорос и ги весниците. Уште еднаш, не си ти Македонија. Не зборуваш ти во името на Македонија. Не работам во Македонија за плата, за многу помала плата. Од излагањето до сега јас вашите чинови кои што тврдат дека работат за интерес на Македонија се директори и ги јадат нашите пари. И наградите што вие ги давате на што сте ги дали се фалите, се дичите дека сте ги дали заслужени. Пензионери, не сте ги дали вие. Државата може без министрите ваши. Не може без уметниците и културотворците во Македонија. Без нив не може. Без уметниците и без оние кои што го создаваат она што е материјално богатство. Ама ти уметник ли се нарекуваш себе си? А вие ли се нарекувате? Да, па види колку сум убав. Епа, не додека. Види каков. Се додека не добиете. Народот не види, емисијата го ќе гледаат. Срамота. Види колку сум личен и продуктовен. Јас сум од Бога допрен. Ти шо си? Ве молам.
Јас зборувам за Македонија, ти не зборуваш. Кој ви го дава правото да Завршувам. кажувате вие дека сте Божи избраници? Па тоа е Завршувам. проблем, месијанската улога што вие се придавате во Јас македонската општам со култура. Бога, ти со кого општиш? Ве молам. Ви благодарам што бевте гости од дека. Ви Ви благодарам благодарам за жолчната расправа, но ве молам без лични квалификации и дисквалификации. Сепак мислам дека и покрај жолчната расправа успеавте да отворите програмски аспекти над вашите партии. Пак гледачите нека судат Јас се 11 надевам само декември дека е близко. има избавување од овој патриархат во културата во Македонија. Благодарам. Јас се надевам дека се помалку ќе има вакви дечки кои служат на друга кауза, не на македонската. Ви благодарам. Дечки што работат за 16.000 денари преведуваат Нобеловци. Има некои 12 Поштовани зимаат. гледачи, ви благодарам на вниманието, деца гледаат останете ова. со дебатите на телевизија Нова.